Така е, по рекламите се враќаме со вестите. Мерната станица која го мери квалитетот на воздухот кај општинската зграда во Штип потврдува дека штипјани дишат најчист воздух. Ова мерна станица е поставена повеќе од 1 месец. Вакви мерни станици лабораторијата Амбико при Штипскиот универзитет Гоце Делчев има поставено и во Струмица и Кавадарци. Штип е најнезагадениот град во земјава, покажаа резултатите на лабораторијата Амбикон при Штипскиот универзитет Гоце Делчев, која веќе 1 месец има поставено мерна станица на општинската зграда во Штип. Раководителот на Амбикон Дејан Мираковски вели дека вчера станицата измерила 47 микрограми на метар кубен и е 4 под дозволеното. Просекот е надминат само 1 ден во текот на месецот, но веднаш е нормализирано. Мираковски забележува дека главната причина што Штип има квалитетен воздух е ветерот. Вакви мерни станици се поставени во Струмица и Кавадарци. Резултатите од нивната мерна станица се поклопуваат со резултатите на државната која е поставена во Кавадарци. Градовите во источниот регион немаат проблеми со загадувањето на воздухот во текот на зимскиот период и поради конфигурацијата на теренот, забележуваат научниците. Главно градовите што се наоѓаат во котлини и кои што има малку поголема густина на население, имаат проблем со загадувањето и тоа пред се у зимскиот период. Значи, котлините знаат да направат топлинска инверзија, да го задржат воздухот во истиот воздух, да го спречат струењето. Тоа е еден проблем. Проблемот што од друга страна ние се грееме на дрва, што е доминантно греење, за жал и у Скопската котлина, верувам, и тоа е проблемот. Главен проблем со аерозагадувањето има дефинитивно градовите кои се во котлините. Поголем дел од градовите у Источна Македонија мислам дека немаат таков тип на индустрија што или ефект од котлинските, од географската карактеристика, и мислам дека се добри по квалитет. Бар нашите мерења до сега, Скопје, Тетово, Битола, може да видите од државните мрежи дека имаат значителни проблеми од текот на зимата. Научниците од лабораторијата Амбикон самите ги направија мерните станици, кои чинат и помалку во споредба со станиците кои може да се набават. Резултатите од мерните станици засега се користат за научни цели. Новите измени на законот за извршување одат во прилог на граѓаните. Извршителите се на мислење дека ќе се намалат трошоците на должниците. Со новите законски мерки за извршување, извршителите сметаат дека треба да се поедноставни процесот со цел намалување на трошоците на граѓаните и правните лица. При одредување на тарифата за извршителите, владата треба да има предвид дека до пристигнувањето на предметот за извршување веќе има 5 акумулирани ставки: главен долг, камата на главниот долг, трошоци за нотар, камата на истите и адвокатски трошоци. Дури на крај доаѓаат трошоците за извршување кои се обременети со разни даночни давачки согласно нашето законодавство. Кога зборуваат граѓаните дека за 1000 денари им се наплаќа 10, па дури и 12.000 денари, тоа е, да, вистина е, меѓутоа тие сите средства не завршуваат кај извршителите, тоа се веќе голем дел на акумулирани трошоци. Со оглед на економската состојба, Министерството за правда треба да изнајде начин како да се намалат трошоците кои ги обременуваат граѓаните и стопанството. Од друга страна, извршителите апелираат до граѓаните за поголема ажурност, односно редовно да се јавуваат на налозите за извршување. Голем дел од доверителите постојано имаат одредени акции, со кои акции ги ослободуваат граѓаните, кои од трошоци, кои од камати на долговите, кои од други побарувања со што им се олеснува начинот на исплата на нивните долгови. Со одлука на Уставниот суд повеќе не се прави разлика односно дискриминација на комунални предмети и предмети за останати побарувања, туку за сите нив се води една иста извршна постапка. Исто така, новина е и тоа дека извршителите повеќе не се должни да ги опоменуваат граѓаните пред издавање на налог за извршување. Пожар пепло са дел од кровна конструкција на семена куќа во Радански пат. Пожарот е локализирана како причини за пламените јасици се наведуваат лоша електрична инсталација или неисчистен оџак. Изгоре дел од кровната конструкција на штипското семејство Сулејманови. Пожарот избувна во предпладневните часови. 8 пожарникари со 2 возила
Некаде околу 13 часот успеа да го локализират пожарот. На дојава на сопственикот излеговме веднаш, буквално во тие 2-3 минути, излеговме 2 возила и 8 пожарникари и веднаш интервениравме, како што гледате, спасивме да не премине пожарот во куќата, буквално изгори само овој мал дел како шупа. Сопствениците видно вознемирени не сакаат да зборуваат пред камера. Велат во целата несреќа имале и среќа што пожарот е веднаш локализиран и нема жртви. Многу имаше чури, јака беше, тоа дим чуреше пламена вака. Јас се спуши. Полицијата ќе ги утврдува причините за несреќата. Се претпоставува дека пожарот настанал од неисправна електрична инсталација или неисчистен оџак. Пожарникарите алармираат семејствата кои се греат на дрва да бидат внимателни. Треба да се чистат оџаците на време, бидејќи многу од пожарите буквално знаат да преминат во пожар од оџаците. Статистиката покажува дека во зимскиот период неисчистените оџаци се причина за најголем број од локализираните пожари. Сообраќајна несреќа на влезот на Штип при удир на товарно и патничко возило, полесно повредени мајка и дете. Рано утринава на излезот на градот на улицата Железничка кај кампус 4 дошло до судир на 2 возила. Товарно возило Volkswagen управувано од 40 годишен штипинец и патничко моторно возило Golf управувано од 30 годишна штипјанка. Во незгодата со лесни телесни повреди се здобила возачот на Голфот и низиното 2 годишно дете, информираат од СВР Штип. Увид на местото на незгодата извршила полицијата. Се работи на утврдување на причините за незгодата. Во овој период од годината влажните коловози во утринските и вечерните часови поради присуство на маглата се фактори кои може да влијаат на безбедноста во сообраќајот. Затоа надлежните потсетуваат дека на патиштата внимателно треба да се вози и возачите да ја почитуваат сообраќајната сигнализација. Како учесници во патниот и пешачкиот сообраќај, укажуваме на крајно внимателно однесување, при што апелираме до сите возачи да не вршат неправилно и непрописно престигнување, особено на колони возила и на непрегледни места, а брзината на движење да ја приспособат според условите и состојбата на патот, со цел нивна безбедност и безбедност на останатите учесници во сообраќајот. Викендов сообраќај на незгода се случи на 6-тиот километар на патот Штип-Радовиш. Возач со возило слета од патот. 5 лица беа повредени, од кои 2 потешко. По нова година возачот Кочани се здоби со тешки телесни повреди, откако со возилото излета од патот кај Облешево и удри во бетонски столб. Мечката Теди во Штипската зоолошка градина е атракција за посетителите, но дали Теди ќе добие соодветно живеалиште ќе покаже времето. За сега мечката е во кафес и нема поголем простор за движење. Сепак одговорните ветуваат Теди ќе добие поубави услови за живење во зоопаркот Бриони. Штипската зоолошка градина и во овој период од годината е редовно посетена. Најмладите таму другаруваат со животните. Најновата атракција е мечката Теди. Ова животно е донација на зоолошката градина. Комуникативно е со посетителите, но за сега мечката живее во кафес, иако планот е Теди да добие соодветно адаптирано живеалиште. Зоопаркот Бриони редовно е посетен и од штипјани и од жителите од истокот. Влезот е слободен. Мечката Теди е вистинска атракција во Штипската зоолошка градина. Теди за сега живее во кафес на бетон, меѓутоа од зоолошката градина раководството вели дека во блиска иднина за Теди ќе се гради нов дом со сите соодветни услови за живење, како вода за разладување, но и услови каде таа може да се движи. Бидејќи засега живењето на оваа мечка во кафес е на граница на нехуманоста. Да се надеваме дека ветувањето од раководството на зоолошката градина за нов дом за Теди ќе биде исполнето. Инаку животните во зоопаркот Бриони ова зима немаат проблеми поради топлото време. Има и доволно храна. Се редовно одржува, секој втори ден му се чисте и нема проблем сега, ако не му се одржува, нема да биде чисто, ќе биде заразено, болно, оно се супер. Храна има доволно, бидејќи има и спонзор, доктор Угринуски хирург е, он е спонзор на животинката, секој месец донира по 50 евра
и така да купуваме, но мора ние да оправдаме со сметка. За другите животни? Исто, имаме за другите животни, може да проверите ве најадени се, си шетат овие другите, така да нема проблем сега добро иде, натаму здраве, добро и раковството не прифати. Имаме храна. Влезот во Штипската зоолошка градина за сега се уште е слободен. Оние кои сакаат да донираат средства за животните, тоа можат да го направат. Сепак посетителите коментираат, потребни се подобри и похумани услови за живење на животните. Па добри се, ама не се тоа баш добри. Може и подобри. Од зоопаркот Бриони нејавуваат дека Штипската зоолошка градина треба да добие нов жител мајмунот. За сега остануваат само најавите, се чека времето кога Штип ќе добие и мајмун. Но мајмунот, за да се адаптира во условите на живење во Штипската зоолошка градина, ќе треба во многу да се подобрат условите за живење, а и да се вработат соодветни лица кои ќе знаат правилно да се грижат за животните. Околу 50% од дивоградбите се легализирани во Штип. Оние кои имаат изградено дивоградби до 3 март 2011 година, а до сега не поднале барање за легализација, тоа може да го сторат повторно од 1 јануари годинава. Продолжен е рокот за пријавување на дивоградбите кои се изградени до 3 март 2011 година. Во едношалтерскиот систем на општина Штип во изминатите 9 дена е незначителен бројот на поднесени барања за легализација на дивоградби. Надлежните од општина Штип информираат дека тоа се должи на новогодишните и божитни празници, а очекуваат во текот на наредниот период да имаат повеќе барања за легализација на дивоградби кои ќе се поднесуваат од страна на граѓаните. Ја информираме јавноста дека имателите на бесправни објекти на кои објекти заклучно со 3 март 2011 година се извршени градежни и инсталатерски работи во целост и истите представуваат градежна и функционална целина, можат да поднесат барање за утврдување на правен статус на бесправен објект од 3 јануари 2018 година до 31 декември 2018 година. Барателите на кои до денот на започнувањето на примената на овој закон им било одбиено барањето поради искомплетирани документација, можат да поднесат ново барање за утврдување на правен статус и бесправен објект најдоцна до 3.6.2018 година. Инаку законот за постапување со бесправно изградени објекти стапил на сила во 2011 година, а во периодот од 2011 до 2017 претрпел вкупно 14 измени. Во периодот од 3 март до 3 септември 2011 година поднесени се 10.457 барања за легализација. Од нив до сега се решени 6.070, односно околу 58%. Според измената донесена во 2016 година, рокот за поднесување барања за легализирање бесправно изградени објекти изградени од 3.3.2011 година беше продолжен до 31 март 2016 година. До 31.3.2016 година се поднесени уште 1422 барања, од нив решени се 200, односно околу 14% се вели во писменото соопштение на општина Штип. Надлежните од Одделението за урбанизам при општина Штип наведуваат дека остатокот од барањата не се решени заради разни причини, како што се некомплетирани барања, потоа барања кои чекаат согласност поради одредени сопственички односи или чекаат согласност поради оставинска постапка или поради решавање на претходни прашања во судска постапка. Штипскиот Црвен крст на полето на крводарителството меѓу првите во државата. Лани планот реализиран во целост, дури и повеќе од планираното, со собрани над 1440 крвни единици. Штипската организација на Црвен крст и понатаму меѓу најдобрите на полето на крводарителството во државата. Планот за реализација минатата година е остварен, дури и надминат, што на оваа хуманитарна организација обезбедува место меѓу прворангираните во државата на ова поле. Планот кој што беше предвиден од 1442 крвни единици е остварен и надфрлен и очекуваме во месец февруари, односно на почетокот на месец март, да бидат прогласени и најдобрите 3 општински организации, а нашата проценка е дека и оваа година Штип ќе котира високо на оваа дејност.
Изминатата година според програмските активности штипските хуманисти се сконцентрираа пред се на социјално-хуманитарната работа, донации на социјални пакети за ранливите категории на граѓани, едукација и обука на младите за пружање на прва медицинска помош. Активностите ќе продолжат и оваа година, но дополнети со обврските и задачите на тимот за одговор при катастрофи. Во текот на 2018 година повторно ќе дадеме акцент на сите овие програмски активности и на полето на одговорот при катастрофи, каде што планираме и неколку едукации, показни вежби на тимот за одговор при катастрофи, така да ќе представува уште една година исполнета со многу активности. Бројот на млади членови во континуитет расте, што значи организацијата се подмладува. Да не заборавиме и на останатите членови, повеќекратни дарители со над 100 пати дарувано крв, потенцира секретарот на Општинската организација на Црвен крст Никола Камчев. Оваа година ќе продолжи соработката, од која ќе произлезат многу заеднички проекти со Црвениот крст од Благоевград. Штипјани стравуваат од нов ценовен шок со покачување на нафтата. Се очекува да се зголеми цената на лебот. Пекарите смируваат, велат дека засега цената на лебот е стабилна. Зголемувањето на цената на нафтата ќе придонесе за зголемување на цената и на други производи, сметаат штипјани. За нив ово покачување ќе биде уште еден удар по скромниот македонски буџет. Чим се каше нафта, гориво било кој да е, цените си тоа нагоре. А тоа не чини за нас сиромасите. Што ако се каше? Ке се каше се качено више. Ако има пари ќе биде ептино, ако нема пари скапо е. А сега со оваа наша пензија кој ќе има толку па да има? Сите се викаме нема. Иако има најави за можно покачување на цената на лебот, производителите велат дека засега неговата цена останува иста, но не се исклучува можноста за негово покачување. Главен фактор за да ја промениме цената на лебот е цената на брашното. Така да јас не гледам тука некоја си драстична промена на цената на лебот, доколку цената на брашното остане непроменета. Во Македонија 21,8% или над 450.000 граѓани се сиромашни, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика за 2016-та. Од вкупниот број сиромашни, 9% се вработени, а 7,1% се пензионери. Младиот фудбалер на Брегалница Марио Гоцевски деновиве треба да замине на тест проба во бугарскиот шампион Лудогорец. Потеклив од пионерско-младинската школа на Брегалница, за да потоа замине во Струмица во младинскиот погон на Академија Пандев. Се работи за младиот играч Марио Гоцевски, кој во есенскиот дел на повеќе средби настапи во првиот тим на Брегалница како играч во средината на теренот. Инаку тој ученик ја посетува фудбалската академија во Штип, а повикот за тест доаѓа од бугарскиот шампион Лудогорец. Сигурно тестовите ќе се одвиваат во младинските категории или во вториот тим на Лудогорец, што представува сепак еден вид признание за неговите квалитети. Раководството на Брегалница не е запознато со намерите на Марио Гоцевски, а колку за подсетување, првата прозивка на играчите на Брегалница е закажана за 17 јануари во Штип. Денес започнува турнирот во мал фудбал Водици 2018, на кој ќе настапат 8 екипи. Секојдневно, секоја вечер во салата на основното училиште Тоша Арсов ќе се одиграат по 2 надпревари се до финалните средби на празникот Водици. Вечерва официјално ќе стартуваат надпреварите во рамките на турнирот во мал фудбал Водици 2018. Ова ќе биде 6-то издание на овој традиционален турнир под покровителство на општина Штип и Брегалничката епархија, на кој годинава ќе настапат 8 екипи поделени во 2 групи. Надпреварите ќе се играат во спортската сала на основното училиште Тоша Арсов, а вечерва на програмата ќе бидат 2 надпревари. Во првиот меч ќе се сретат екипите на Далга и на Цунами со почеток во 18 часот и 30 минути. Во вториот надпревар со почеток во 19 часот и 15 минути ќе се сретат екипите на Ел Тигре и на Ауто Хамер. Утре среда од 18 часот и 30 минути ќе играат СВР Штип и Лап Дип, а во 19 часот и 15 минути ќе се сретат екипите на општина Штип и на Балекс.
Музика